Значи, во овој наш дигитален свет, секоја акција, ама баш секоја, остава дигитална трага. Секој клик, секоја најавување, секој податок што го праќаме, се запишува. И сето тоа создава еден огромен океан од информации. Сега, прашањето е, како во целиот тој океан да го најдеме она што е навистина важно? Ајде да се нурнеме во тоа. Замислете си, сервери, заштитни ѕидови, па дури и нашите лични компјутери. Сите тие се како неуморни хроничари. Постојано генерираат логови. А што се логовите? Па тоа се детални записи за апсолутно се што се случува. Од успешна најава, па се до некој блокиран мрежен пристап. Секоја можна секунда се создаваат илјадници, можеби милиони вакви записи. И токму тука доаѓаме до една фраза што, верувајте, совршенето го опишува целиот проблем. Логови на секаде, одговори никаде. Имаме еден тон информации, нели? Ама тие се толку расфрлани, толку неорганизирани, што во нивната сирова форма се практично бескорисни. Значи да, во овие логови се кријат клучни информации за потенцијални закани. Нема сомнеш. Ама да се обидеме рачно да ги анализираме, тоа е буквално невозможна мисија. Еве вака замислете го. Исто како да се обидувате да ја најдете онаа една клучна реченица во библиотека со милиони книги, кои не се поврзани, плюс се напишени на различни јазици. Нема шанси. И како тоа да не е доволно комплицирано, проблемот станува уште поголем. Зошто? Затоа што овие траги, овие логови, доаѓаат од два сосема различни света. Првиот свет се активностите на самите уреди, на хостовите. Вториот свет е комуникацијата што се одвива меѓу нив, мрежата. И секој од овие светови, така да кажеме, зборува на свој уникатен јазик. А резултатот? Еден сосема расцепкан пейзаж, каде што е речиси невозможно да се види целосната слика на еден напад. Па да сумираме. Кога некој се обидува рачно да ги анализира логовите, се соочува со премногу извори, нема централно место каде што може да ги види сите. Секој поединечен лог има многу ограничен контекст, форматите се тотално различни и на крајот едноставно доаѓа до преплавување со информации. Во вакви услови да се забележи злонамерна активност е навистина како да бараш игла во сено. Добро, ама што ако постои технологија што е дизајнирана токму за да го реши овој проблем? Некоја технологија што може да воведе ред во целиот овој хаос и да го претвори во кристална јасност. Тука на сцена стапува SIEM. Значи, SIEM, или целосно кажано систем за управување со безбедносни информации и настани, е нешто како централизирана контролна кула за кибербезбедност. Тоа е систем кој гледа апсолутно се што се случува на мрежата и тоа истовремено ги собира сите тие податоци на едно место и, што е најважно, ги анализира за нас. Во ред, ајде сега да го разложиме тој основен процес. Да видиме како еден SIEM систем успева да ја претвори таа поплава од сирови, хаотични податоци во нешто што е јасно и пред се употребливо. Процесот во суштина се одвива во 4 клучни чекори. Прво, системот собира се, апсолутно се на едно место. Второ, ги преведува сите тие различни логови на еден ист разбирлив јазик. Трето, и можеби најважното, ги поврзува точките меѓу различни настани кои на прв поглед изгледаат неповрзани. И конечно, четврто, веднаш известува штом ќе забележи нешто сомнително. Ајде да се задржиме малку на овој втор чекор, нормализацијата, бидејќи тој е клучниот, трансформативен чекор. Замислете, еден сиров лог од Windows може да изгледа како некаква шифра, Event ID 4624, Account Name JDO. Во исто време, логот Firewall може да биде Source IP 192.168.1.12 Action Allow. Потполно бескорисно за споредба, нели? Нормализацијата ги зема овие криптични пораки и ги претвора во убав, структуриран формат со јасни полја како корисник JDO, акција, најава. И одеднаш сите логови зборуваат ист јазик. Без овој чекор да се направи корелација е апсолутно невозможно. Добро, доста беше теорија, ајде да преминеме од апстрактниот концепт на еден конкретен пример од реалниот свет. Алатка што ја користат илјадни организации за да се одбранат. Splunk е еден од апсолутните лидери на пазарот и е одличен пример за тоа колку може да биде мочна една SIEM платформа. Ова што го гледаме е интерфејсот, тука се случува целата магија. Наедноставно кажано, Splunk има 3 клучни дела.
Форвардерот е како некој репортер на терен, инсталиран на секој уред кој неуморно ги собира податоците. Индексерот е централниот мозок. Тој ги прима, ги обработува и ги индексира сите тие податоци за да можат да се пребаруваат молскавично брзо. И на крај го имаме Search Head. Тој е командниот центар, интерфейсот каде аналитичарите поставуваат прашања, бараат закани и создаваат визуализации за да ја разберат приказната што ја раскажуваат податоците. И еве го визуелниот доказ за таа моќ. Лево гледаме хаотична, нечитлива низа на текст на само еден уред. Десно гледаме централизиран, совршено организиран и пребарлив универзум од податоци. Ова не е само средување на некаков неред. Ова е буквално претварање на бучавата во интелигенција. Сега да се фокусираме на она што е крајната цел на еден CM систем, а тоа е да го пронајде тој еден критичен сигнал скриен во целата таа бучава од милиони и милиони податоци. Може би навистина изгледа како некаква магија, како системот автоматски идентификува закана, но во реалноста зад сето тоа стои прецизно дефинирана ладнокрвна логика. Ајде да го погледнеме овој супер едноставен пример. Правилото вели: ако изворот на лог е Windows, истовремено кодот на настанот е 4688, што значи дека е креиран нов процес, и името на тој нов процес ја содржи командата Huami, тогаш веднаш активирај аларм. Зошто баш ова? Па ова е класична учебникарска техника што ја користат хакерите за да откријат со кој кориснички профил се најавени откако ќе компрометираат некој систем. Се разбира, модерните CM системи одат и чекор понатаму, користејќи вештачка интелигенција за да откријат аномалии за кои никој се уште не напишал правило. И токму тука лиши целата гениалност. Од милиони, можеби милиарди навидум бенигни настани, CM системот, дали преку прецизно правило или преку паметна анализа, го дестилира оној единствен сигнал што бара итно внимание. А тоа, пријатели, е разликата помеѓу тоа да се биде чекор понапред од напаѓачот, наместо чекор зад него. На крајот на денот се сведува на ова прашање. Одговорот лежи токму во интелигентната централизација и корелација. Што е следниот чекор во оваа еволуција? Па не само да се најде настанот, туку и автоматски да се одговори на него. Но тоа отвара едно сосема ново, фасцинатно поглавје во светот на кибербезбедноста.